Ансамбл Студио Фолклор веќе 12 години е расадник на таленти кои што посветено ја негуваат љубовта кон македонската традиционална песна игра. И ова нивно дружење и патешествие ги однесе на сите страни на земјината топка. Особено ова 2025 година беше активна за играорците и играорките од Ансамбл Студио Фолклор, па бидејќи неодамна се вратија од патување, договоривме интервју со Љупчо Маневски, основач на овој ансамбл. Добре ни дојдовте назад во Македонија, наши културни амбасадори. Добро утро, Ирена, на тебе и на вашата почитувана телевизија Алфа телевизија, која редовно не следите, не пратите и сето оно што ние го работиме за нашата држава Македонија, вие наоѓате време да го тоа презентирате и да прикажеме пред јавноста што све ние, како едни културни амбасадори, постигнуваме во надвор од нашата држава. Точно е дека ве следиме, ама вистина дека е тешко човек вас да ве следи, затоа што најмалку 2 месеци се договаравме да се реализира ова средба и ова интервју, од проста причина што постојано некаде одите и се враќате, настапувате и патувате. Така, значи се договараме веќе подолго време, на вистина тоа е факт, меѓутоа работните обврски, би ги рекол, кои ни наложуваат да патуваме и да си ја представуваме државата, морам да кажам, на вистина сме барани. Еве ќе се пофалам, оваа година постигнавме неверојатен успех од 5 неверојатни турнеи, 5 представувања на различни континенти на светот. На вистина, и јас самиот не верував дека можеме и дека ќе успееме да постигнеме и да реализираме овакви проекти кои се од видно значење, како за Ансамбл Студио Фолклор, а пред се за нашата држава Република Македонија. Јас верувам дека ниту еден пратеник или амбасадор, министер нема придонесено толку колку што оваа година Ансамбл Студио Фолклор стори за својата држава. Ајде сега би сакала да слушнеме за сите овие настапи, кои се земји ги посетивте, како поминаа концертите, со што се представувавте, какви беа реакциите кога ќе се слушнеше македонската народна песна и кога ќе се заигра македонското ор. Ајде да почнеме со ред. Првото гостување ни беше во Италија, Lido di Jesolo, со најмалите групи, значи од втора па надоле, значи еден убава бројка од 55-6 луѓе. Отпатувавме во Италија на еден прекрасен фестивал на самото море во Lido di Jesolo, прекрасно градче. Навистина уживавме во убавините на морето, меѓутоа и работните обврски, безпрекорно тие мали деца кои зачекоруваат на вистинскиот пат во својот живот, каде што ние ги земаме да не бидат на улица, да им го покажеме вистинскиот пат, ги однесовме во Италија, на вистина се представија во одлично светло, поминавме една прекрасна турнеја. Потоа ни следуваше една голема, неверојатна турнеја Арапските Емирати. Значи, многу е лесно кога говорам вака со леснотија дека каде све сме посетиле и сме давале концерти и сме представувале државата. Меѓутоа, верувате дека многу е тешко менаџирањето, работата, договарањата, па дали требало визии, па вадење, па милион обврски има и работа додека се дојде до тој финален готов производ, кој сите ние го гледаме кога е тоа све супер и прекрасно. Значи, за прв пат Студио Фолклор се представи во Арапските Емирати, бевме во 3 града, Ал Айн, во Дубај и Абу Даби. Значи, целта ни беше на организацијата која го организира фестивалот да ги едуцираме, особено во Ал Айн. Значи, таму поголем дел од градот се уште затворени во бурки, значи 80% од жените, и целта на организаторот е преку традицијата фолклорот да ги отпуштиме малце, да ги фатиме тие мали дечиња во орото со македонско девојче и ред Јовано и Јованке, наши втори химни, трети химни, значи на Македонија. И целта ја постигнавме, значи имаше навистина голем интерес, особено менаџерот беше презадоволен, значи имало и пред тоа 2 македонски групи, не знам кој се што, меѓутоа тој беше презадоволен од нас,
не прашуваше дали сме биле во војска, вика ова све ми личи, вика како е подредено на дали биле во војска, викам тие се помали и војска нема, јас сум бил во војска, се гледа вика тоа дека тоа е све средено и на високо професионално ниво. Дисциплина на прво место. Дисциплината секогаш ни е на прво место. Меѓутоа треба и моменти да бидеме како децата, за да тие тоа го прифатат дека сме другари на моменти кога работиме. Јас сум наставникот, јас сум директорот, меѓутоа знам на моменти да бидам многу добар другар со нив, да се препуштам и јас да уживам во сето тие што тие го прават и навистина успевам во тие работи. Дружбата ни е прекрасна, ние сме навистина како една фамилија. Па не се ни сумневам со оглед на твоето долгогодишно искуство како професионалец и дел од ансамблот Танец, и не само ти, твојата супруга, твојата ќерка, целото семејство е посветено и синот, целото семејство посветено на фолклор. Значи ние сме една фамилија која е залюбена во фолклорот и која цел живот работи и твори за фолклорот. Што би рекло една позитивна фамилиарни болесници, ама во позитивна смисла. Даваме све од нас, значи кога Господ давал некоја дарба, ни е дал за тоа и зашто да не ја искористиме. Одиме понатаму, значи потоа после Емиратите, значи ни следува една прекрасна турнеја во Босна и Херцеговина на 2 фестивала во Фоча и во Сараево. Прекрасно примени, тоа се мои стари пријатели, значи човек да позавиди на приемот, на сместувањето, на доживувањата кои таму ни ги приредија. Поминавме прекрасно. Следната турнеја Русија. Многу луѓе ме прашуваат, добро, нели ти е страв? Војна има? Не, се осеќав сигурно, дотоа што војната не е во Москва, не е во Владимир градот каде што одевме ние, тоа е многу далеку и нема доперни точки со војната. Јас бев сигурно решен да одам од тоа, и тоа пак во договор нормално со моите членови, со нивните родители. Не можам јас да преземам таа одговорност, да кажам дека одиме и готово. Ја пратевме ситуацијата, беше све во ред, отидовме таму, навистина еден неверојатен пречек. Тоа е славјански народ кој не пречека неверојатно. Имавме еден целовечерен концерт каде што овациите на публиката беа фантастични, не пуштија да излезе, сите станаа на нозе и 10 минути ни аплодираа, не пуштија да излеземе од сцената, значи тоа нема да го заборавам никогаш. Прекрасен смештај во едно руско село каде што све беше во дрво и камен, сосема тоа ново припремено, се гледаше, значи, по мирисот на дрвото во собите дека беше фантастично. Храната прекрасна. Немавме време ни еден час да бидеме во собите да не биде досадно, бидејќи тие ни го исполнија со патување во други градови каде што запознавме културни историски знаменитости на градовите. Значи бевме толку исполнети, навистина што таа турнеја со време траење од 8-9 дена ни помина за час. Тука само што се вративме, поминаа 2-3 дена, ново патување, само ги оставивме старите куфери, одма ги земевме другите кои дома не ги припремаат. Тоа ќе кажев, не ви стојат долго празни куферите. Не, имаме, значи, неколку куфери кои се обележани, кои за кое гостување ни се заминавме за Египет. Исто така една прекрасна турнеја. Не сме биле, лично јас не сум бил ниту во Арапските Емирати, во Москва, Русија сум бил со ансамблот Танец, во Египет не сум бил, за мене исто така едно ново доживување. Сега има една тука друга работа во Египет, отидов со ветеранската група. Значи со најдобрите. Првата група се истроши, значи многу фестивали, многу ангажмани. Тие морам да кажам дека освен турнијата за Италија која што ни ја покри Министерството за култура, сето другото ние ја рекламираме државата, ама со сопствени средства, за жал. Меѓутоа не се даваме. Кога си ја сака некој државата и со сопствени средства, упорни ќе бидеме и секогаш ќе си ја представуваме државата. И ќе кажам уште една работа, дека на сите фестивали тие не нарекува Република Македонија. Значи, тоа е еден успех кој ние не го прикажуваме, не збориме, сега дојде момент така да го кажам, меѓутоа работиме и на тој аспект, да нашата држава не нарекуваат Република Македонија. Таа придавка за момент да ја тргнеме, имаме можност, зашто да не го направиме тоа. Египет, прекрасно доживување, Кајро, значи во центарот на Египет, прекрасна организација, кога тие исто така видео со кого имаат работа, имавме 4 настапи договорено,
меѓутоа кога видоа дека со каква енергија, со каков елан, со какви наши традиционални носи настапуваме, не замолија дали може да настапите и во две болници, болници за децата кои боледуваат од карцином. Значи со срце и со задоволство прифативме, и другата болница за жени со рак на дојка, каде што исто така, значи без проблем ние прифативме и сакавме да ги за миг да ги усрекиме тие несрекни луѓе, да им дадеме малце елан за живот со нашата традиција, култура и уметност. Прекрасно, секоја чест, колку е убаво вака да се слушаат сите тие доживувања поврзани со настапите. Знам, бидејќи сум била и самата еден кус период играорец, колку е убаво чувството да се застане на сцена, да се игра македонско, да се презентира најголемото богатство што го има нашата земја, а тоа е фолклорот и традицијата. Навистина сме богати, значи тоа не е тајна, значи тоа е изворот, тоа е поколението на оваа република, значи ние мораме да ја чуваме, мора да ја пазиме. Ја би рекол тоа е последниот бедем на одбрана на нашата држава. И да не заборавам една голема благодарност до нашата амбасадорка во Египет, Елма Алторок, која не прими, имавме прием, која доваѓаше на сите наши настапи и концерти со задоволство, не поддржуваше и уживаше во нашата презентација. Навистина, за прв пат имавме еден срдечен прием од амбасадорката, уживавме во незиното присуство и навистина поминавме прекрасни моменти, се вративме со прекрасни доживувања, ветераните не можат да поверуваат, а сето тоа, значи за прв пат Македонија 9 години се одржува овој фестивал, за прв пат Македонија, поточно ансамбл Студио Фолклор, настапува на овој фестивал. И таму ги отворивме вратите, не само за Студио Фолклор, значи јас ќе бидам тој координаторот кој ќе ми побарат македонска група да им понудам квалитетна македонска група која ќе презентира македонскиот фолклор. Секоја чест, Љупчо, и за тебе, но и за сите кои што се дел од ансамбл Студио Фолклор, почнувајќи од ветераните, па до сите оние најмлади кои што доправа зачекоруваат во тој волшебно убав свет на македонскиот фолклор. Ми беше задоволство што имавме можност да ги информираме гледачите за сите овие ваши настапи, патувања и се разбира и во иднина ќе го следиме Студио Фолклор. Ја мислам сега само што почнавме. За крај да се заблагодарам уште еднаш, Карина, на тебе навистина што не следиш и што си наш редовен поддржувач. И само да кажам дека фамилијата на Студио Фолклор од ден на ден се шири. Ние во септември месец отворивме и трета ветеранска група. Таа трета група се напуни, веќе има 20 членови, нема да зборам за првата и за втората ветеранска група, значи 3 ветерански групи и уште 5 други групи од детска до првиот ансамбл. Значи, сето ова некој го следи, некој сака да ја доживее оваа фамилија на Студио Фолклор Маневски, доваѓаат, се пронаоѓаат и навистина поминуваме одлични моменти. За крај, сакам да те заблагодарам со едно мало внимание. Ја посетивме и фабриката за папирус во Египет, каде што јас не те заборавив и сакам со едно мало внимание да ти заблагодарам за тоа што не следиш, што си наш редовен фан и што редовно не поддржуваш. Како ќе ме забориш кога на секој 3-4 дена ти пишував кога ќе снимам. Љупчо, ти благодарам на ова внимание, на овој подарок кој што ќе ја краси канцеларијата на телевизија Алфа и нашата редакција. Навистина сум почестена. Вакви луѓе не се забораваат, значи сепак нашите фанови кои се во нашето срце, ние мораме да ги поздравиме со еден прекрасен мал, но многу значаен поклон. Фала многу уште еднаш.